Почнуваме гледачи, добро вечер и еве неповторно во музичката емисија Векови ноти. За почеток се разбира музички поздрав, а потоа следува најава на нашиот вечерашен гостин.
И да го представиме нашиот вечерашен гостин, кој ни доаѓа малку одблиску до Штип и Штипско, Стојко Митковски. Стојко, добро вечер и добро дојдовте во овој убав амбиент во телевизија Ирис. Добро вечер од моје име и од името на фолклорниот ансамбл Китка од Исти Бања, општина Виница, до сите гледачи на вашата прекрасна телевизија. Баш ми е драго. Доаѓаш од Охрид со снимање на документарна емисија. Како заврши тоа, затоа што ти си секогаш помалку дома, секаде настрана? Па, да бидам искрен, навистина повеќе сме настрана отколку дома, но се бориме, успеваме да постигнеме да реализираме многу емисии, да остане она што го работиме за идните генерации, да снимат документарни емисии за нашиот ансамбл, за нашиот фестивал Истибанско здравоживо, така што во Охрид снимавме дури 3 документарни емисии за 3 телевизии и навистина тоа ми е гордост и веќе едната емисија одеше, а другите веќе во подготовки се. Популярноста значи време кое што треба да се задоволи сето оно што вие го работите и почитувате. Јас морам да признам, малку подобро си од мене изворно облечен, кај мене е овче полската кошула, како што гледат нашите гледачи, а твојата е истибањска или, според Ѓорги Здравев, имаме околу 70 народни носии. Вака нашата истибанската носија е доста специфична и различна од сите други носии, со тоа што таа е еден спој од Осоговскиот регион, од подножјето на Осоговските планини, од Пресека и Безиково и од рамната Кочанска котлина. Значи, тука има измеѓу носиите што се рамнинската, полската и планинската. Тоа е, значи, доста специфична и за носијата веќе кога збориме, истибанската носија не е само еден вид на носија, туку има тука различни детски носии, младински носии, невестински носии, момиски носии и така секоја носија си има посебни специфики. Ние ќе кажеме поопширно за вашиот фолклорен ансамбл на Китка. Кажете ми, кој беше кумот на Китка? Вака, ние кога се формиравме во 1975 година по моја иницијатива и на неколку ентузијасти од Исти Бања, тогаш тоа беше бум со фолклорот, зашто другите да имат, а ние да немаме. Јас бев тогаш средношколец со прва година средно училиште и со тогашната културно-просветна заедница на општина Виница формиравме ансамбл и веднаш мораше да стави и име на ансамблот. Имаше разни предлози, сите беа повозрасни луѓе, мои родители може да им бидат сите останати членови и кажуваа Маршал Тито, Гоце Делчев, Јане Сандански, значи разни имиња од партизанскиот период, од илинденскиот период, но јас и тогаш бев вака доста категоричен со широки размислувања и реков дека името на хероите, на партизаните, на комитите, на војводите во еден ансамбл што ќе негува фолклор не му е местото, бидејќи тогаш беше такви, целата сите ансамбли се дава имиња на претежно на тогашни народни херои од народно-ослободителната борба. Јас реков кратко и јасно да биде името Китка. Китка значи нешто цвеќе кое што расте од земјата, што е убаво, секој ја сака китката, цвеќето. И бидејќи го негуваме фолклорот од подножјето на Осоговските планини, од регионот на Исти Бања, а еден убав врв на Осоговските планини е Китката, што многу убаво е, прекрасно место, и викам зошто да не се викаме Китка, и сите со еден голем аплауз го одобрија името на Китка и отогаш ете се Китка се викаме до ден денеш. Така. Рековте соработувате со општина Виница. Вие сте во рамките, вашето село Исти Бање е во рамките на општина Штип, односно општина Виница. Да, порано некое време било и под општина Кочани и многу го знаат Исти Бања Кочанско, но мислам во овој момент еве многу години назад и децени е под општина Виница, бидејќи самата географска местоположба на Исти Бања е од стратешко место, да го кажеме, стратешко значење и тогаш општина Виница во тоа време по тие мерила на општини не можело да биде општина ако и Исти Бања не е во рамките на општина Виница. И затоа бидејќи има голема катастарска општина Исти Бања е, голем дел од полскиот дел и од планинскиот и така што еве мислам се наоѓаме, мислам со задоволство на
општина Виници, едно помеѓу најголемите, најубавите села во нашата општина. Имате ли одлична соработка со Виница? Ви имате потреба патување и така натаму? Дали соработувате културно и пријатно и навремено? Па, општина Виница, да бидам искрен, порано, уште во времето на Југославија, имаше од секојаш голема поддршка на нашиот ансамбл, бидејќи беме ние врвни во општината. На времето имаше по 12, по 10 ансамбли во секоја фирма, во секој предпријатие и имаше ансамбли по сите села, но ние секојаш на надпреварите имаше општински смотри, постоја, го земеме првото место, одеме понатаму на регионални, републички или државни фестивали и потоа со централизацијата нашиот ансамбл припадна под капата на Министерството за култура во Република Македонија, еден период со децентрализацијата, повторно се враќа на општините и нашиот ансамбл е еден помеѓу малкуте во Република Македонија кои што се под патронажа на општините, не се кој знае колкави средствата, не ги покрива сите трошоци општината, но сепак она што ни помага општина Виница и градоначалниците кои што се во овој период, ние треба да биме горди на тоа што го работиме и тие се горди на нашиот ансамбл, бидејќи Китка слободно може да кажеме е бренд и на Истибања и на општина Виница и на Република Македонија. Во кратки црти вие сте гордоста уметничка, квалитетна на Република Македонија, каде што ја представувате не само во Европа и малку пошироко. Ние за тоа ќе збориме малку покасно. Почитувани гледачи, следува музичките фолклорни рефрени од нашата почитувана група и се враќаме во разговор со нашиот вечерашен гостин Стојко Митковски. Zakusa i dola
Почитано Стојко, ти си, да речеме, и кореограф, и уметнички директор, и следниот дел, што го кажа, си председател? И председател, и мислам сето она што треба да се работи во еден ансамбл. Овој во Источен географски регион, несомнено, Китка е номер 1 на прво место. Имате ли соработка со сите фолклорни ансамбли или културно-уметнички друштва во рамките на Источен географски регион? Посебно ме интересира за Штип. Па, нашиот фолклорен ансамбл е отворен за соработка со секој ансамбл, добронамерен ансамбл. Има многу ансамбли кои што на друг начин сакат соработка. Ние соработуваме со, еве и од Штип, убава соработка имаме со Ристо Донев, учител, со Тоска ансамблот. Жално е, само да кажам, дека Штип, толков голем град, како централен град на Источна Македонија, да нема ансамбли како порано што беа Македонка, што беше Кудванчо Прке. Навистина, браќа имаше еден ансамбл, мислам, не знам како се викаше, значи Штип како голем град, како тоа, значи треба кај младата популација да се створи уште поголема љубов према фолклорот, кога ние во едно мало село имаме еден таков голем ансамбл и Штип треба да смогне сили да стварно и овие ансамбли, двата ансамбли да се уште по организирани да делуваат и да се смогне сили да членство да биде на вистина во поголем и поголем број. Соработката, како што кажав, ние имаме многу покани добиваме за многу фестивали и од тие фестивали, ако сме биле еднаш, ние нудиме тие исти покани на ансамбли кои што не биле на тие фестивали. И тоа помагаме околу репертуарот, со оркестарот сме помагале на многу ансамбли, и многу ансамбли работат на снимена музика, што за мене тоа не е фолклорен ансамбл, да настапуваш на сцената со снимена, на матрица со снимена музика. Ние исклучиво нашите настапи, каде и да се, каде и да одиме, е со оркестар од народни инструменти. И тоа не користиме како некои ансамбли снимки од нашиот национален ансамбл од танец или од некој друг ансамбл. Дури се случувало, дури некои ансамбли настапувале и со записи од нашиот ансамбл Китка и прават други чекови на сцена, и тоа навистина се вика каша. Значи не е тоа убаво да се работи нешто што е далеко од фолклорот. Пријатно ме изненади соработката со Штипските културно-уметнички друштва. Сакам да ви кажам дека Штип е, нели, регионален центар на Источно географскиот регион, а тоа ќе рече дека има основно музичко училиште, има средно музичко училиште, има факултет за изворна музика, да го спомнеме професорот Ангелов, гајдата по презиме, кој што во голема мера дава големи можности за да се направи нешто што Штип ќе го возвиши и така натаму. Баш ми е драго што соработуваме на тој план. Не само Штип што го вози многу, туку и многу членови во нашиот ансамбл што се оркестранти кои што свират во нашиот оркестар во Китка од Истивања, или завршиле средно со одсек на посебни инструменти народни и сега се на Академијата, музичка академија со етнокорологија. Значи имаме ни голем дел од наши членови кои што се и играорци, и песнопојци, и инструменталисти кои што или во моментот учат овде во Штип или завршиле. Да. Тоа е добро, значи соработката продолжува без пречки, без рампи, што ме пријатно изненадува. Сега кажи ми, кога го спомна ти оркестарот, со кој оркестар имате вие соработка, мислам, вашиот оркестар, содржината на инструментите? Вака, јас пред тоа накажав дека ние не користиме инструменти, фабрични, кларинет, хармоника или гитари, виолини. Значи, ако го негуваме фолклорот од нашиот регион, кај нас немало некојаш такви народни инструменти. Ние работиме исклучиво со нашиот оркестар со изворни автентични инструменти, рачно изработени, кои што обстојувале низ вековите на територијата на Истивања и самата околина на Истивања. Тука се гајдата, кавалите, тамбурите, ќемането како специфичен инструмент, посебно имаме акцент дадено на ќемането како инструмент во претходни документарни мисии што сме правеле за Китка и за нашиот фестивал. И се разбира тапанот, повеќе тапани на сцената со 3 или 5 тапани во исто време. Тоа е значи убавината и затоа не бараат на многу фестивали што сме различни од другите. Свои сме на своето.
што ќе речат новинарите, вие сте амбасадори на фолклорното богатство на Македонија. Па да, тоа е, кога сме веќе за тоа како амбасадори на секаде ни светот, само да кажеме на пример дека ни минатото лето беме на голем меѓународен фолклор фестивал во Франција, во Бретања регионот, на Ла-Манш, каде што бевме 3 недели на фестивалска турнеја и они не гледале без да ни кажат и добиваме покана, покануваме на тој и тој фестивал во Бретања регионот, во Франција, од таа дата да и тоа фестивал на професионални ансамбли. Ние веднаш демантиравме дека ние не сме професионален ансамбл, ние имаме во Македонија еден национален професионален ансамбл Танец од Скопје и сакавме да ги упатиме нив да испратат поканата до нив. Од самите организатори на фестивалот добивме одговор дека ние, она што го видовме на сцената, види што го работи, тоа е за нас професионализам. И тоа ни беше гордост што ние ја представувавме Македонија и не само Македонија, таму беме представници од југоисточна Европа. Од Република Македонија, од цела Европа имаше 3-4 ансамбли и од сите континенти по 3-4 ансамбли. Тоа значи една голема мотивација за нас како ансамбл да работиме уште повеќе понатаму и кога бевме таму на фестивалот или го отваравме настапите или затваравме. Значи, толку беме вреднувани, толку беме цените на фестивалот што навистина ни гордост и почит. Од тој фестивал веќе се редат и други фестивали, бидејќи за да учествува на меѓународен фестивал во странство, ако е некој врвен фестивал, на обични фестивали може да се оди кај сакаш и како сакаш. Ако е врвен фестивал кај што стварно се бара фолклор, тогаш селекторот на фестивалот, додека не те види во живо дека настапуваш, немате покани со сигурност. Критериумот е неизбежен. Така треба. И вие на тоа се придржавате. Така ли да. И следува песна од нашето фолклорно богатство од нашата почитувана група Штипјани. А потоа реклами, останете со нас. Се враќаме во студиото. Една песна јас да запеја, тешко ми е да заборавам. Дайте чаша рујно вино, свири тихо виолино, една песна јас да запеја. Čaša, ruino vino, sviri tiho, violino, jedna pesna, jasna zapeja. Ej, mila, vrati se, ej, kade otide, pesna јас да запеја. Душа боли, многу тагува, ек да можам да те видам, да те
zapea. I da moram da te vidam, da te ljubam, da te imam, jedna pesma jaz te zapeja. Ej, mila, vrati se. Ej, kade otiđeš, samo tebe jaz te ljubam, mladost moja si. Sreće sporan da te vratam, samo prosti mi. Samo tebe jaz te ljubam, mladost moja si. Sreće sporan da te vratam, samo prosti mi. Господине Митковски, секако спремањето на една програма за која што треба да настапите е голема обврска, голема задачка. Кажи ми прво составот на твојата група фолклорна и така натаму. Дали имаме од 7 до 17 години, а тоа ќе рече дали имате мали дечења фолклорни изворни песни и така натаму, па одиме на повозрастни, дали ви е богат оној репертуар во годините на твоето членство? На самиот почеток кога се формиравме како ансамбл Китка од Истибања, јас бев најмлад тогаш, сите беа возрастни луѓе, но постепено направивме една стратегија да секој што сака да го негува фолклорот, да ги мотивираме децата пред се и започнавме еве сега со неколку години наназад, од кога се тргнува на училиште, од 6 годишна возраст, значи може да се зачини во ансамблот Китка. Значи во септември е запишувањето на училиште, во октомври ние запишуваме нови членови при нашиот ансамбл. И понатаму нема ограничена возраст, до кога можат. Ние имаме ветерански ансамбл кој што исто еве неколку години учествувале на низа фестивали широм европскиот континент, каде што има по 70 и неколку до 80 годишна возраст, и тоа е, значи, ги подмладува овие наши ветерани, им ги враќа во живот, нема притисок, нема шеќер кога патуваат некаде со Китка, значи насмејани на сцената и навистина убаво да си поминуваат представувајќи ја Македонија и нашата општина, нашето Истибања на многу фестивали на светот, и само тоа тие забележуваат кога бидејќи одиш на фестивал, имаш програма колку треба минути, многу малку играме, вика само 5 минути или има таму може 10 или 15 земји, и навистина дават забелешка. Сакат да играат, значи кога се на сцената, не им се напушта сцената. А кажи ми дека задолжителна е она наша изворна фолклорна носе и така натаму. Како ги снабдувате? Дали се уште наши баби и дедоци имат во своите сандаци или некаде ги правите како порачка? На самиот почеток, прв услов за да бидеш член во ансамблот Китка, да си обезбедиш своја комплетна носија. Дали ќе е машка или женска, се разбира од Истибања, но со текот на времето ние видовме дека ако сакаме да бидеме стварно ансамбл, презентер на македонската култура и традиција, треба да имаме и своји народни носи. И постепено обновувавме година, преко 2 години, преко 3 години, значи набавувавме оригинални носи, кои што ги обновуваме со везови, со други ширити што треба, ткаевме, жени што ткаја, кошули, материјали од памука за волнените елементи на носиите, и така што денеска можеме слободно се пофалиме дека се надевам, не се надевам, него сигурно во Македонија, освен Танец, државниот ансамбл и ансамблот Македонија од Скопје, друг ансамбл нема толку богат фонд на носи како што има Китка. Ние имаме 7 комплети народни носи, значи едно по едно во 7 различни носи може да настапиме на сцената. Тука имаме носи од
Пелагонија е многу оригинална, што друг ја нема таа носија. Имаме од Пиринска Македонија, имаме Источна Македонија, Осоговска носија и 3-4 носи одисива, детска, потоа младинска, невестинска, момиска, така што тоа е едно богатство со кое се гордееме и ја пазиме, како што викат, зеницата во окото, таа наша носија. Тој текстилен дел во нашата и ваша народна носија и така натаму, може би е полесно за обработка. Меѓутоа, опинчарскиот дел, како се снаогате со тоа? Па тоа И тоа е составен дел на изворот, нели? Опинците, полесно е да ви кажам, бидејќи имам неколку мајстори што изработуваат опинци, а носиите многу е потешко опинци, може да се навате, еве ние сега веќе пак имаме порачано дечиња кои што сака лично они да си порачат, ги добиваат по набавна цена, поевтин, него да ги купат од Скопје, од Битпазар. И тоа да кажам, порано и настапуваме во кожени опинци, од свинска кожа, што мојот дедо ми правеше 2-3 пара ми направено, но денеска тоа има посебен ритуал за тие опинци, а опинци, значи, ги порачуваме од мајстори кои што има познат мајстор во Куманово, има мајстори во Скопје кои што прават посебно за туристички цели, ама и по порачка за самите прават носи, опинци. Не само за китка, туку за целиот фолклорен ансамбл во Македонија и така натаму. Кои што порачуваат опинци. Да. Нашите баби дедовци знаеја, сега фабриката е тука да го сете тоа задоволи. И овие опинци се рачно изработени, мислам има посебни калапи за опинците и тоа е макотрпна работа се направи опинокот, ама ете има, фала Богу што уште некој работи. Во вашата игра има и песна. Како ги примате членовите? Најверојатно дека се музикални и така натаму, дека знаат да запеат. Кај нас има, мислам, некој не значи дека ако е играоц дека мора да знае и да пее. Има некој повеќе поголема дарба си има за пее, некој за инструментали, некој има што знае да свири на сите инструменти и не може да заигра на едно оро. Значи тоа е дарбата, човечката дарба, а некој има, значи, способен за сите тие три работи. Ние имаме вокалисти кои што пеат во ансамблот, вокални групи, вокалисти, имаме инструменталисти, имаме играорци, имаме некои што и играат и пеат и свират на инструменти. Има ли значење висината на пеачите и пеачките? Обично гледам, односно и вас што сум гледал и да речеме во танец. Кога ќе излезат 10 девојки, бе сите во иста висина, како ги бирате? Па тоа е малку умешност на самиот оној поставувач на програмата на сценската адаптација на играта или што. И ако имаш многу членови, тоа ќе го средиш, ќе го направиш. И има тоа стилот на кој каде, ако некој понизок или повисок, каде да го ставиш за да не стрчи некој на другиот. Тоа е малку сценското адаптирање мора, и тоа е мајсторство, едно кое што кога видиш некој ансамбл, највисокиот прв на танец ставен или најнискиот во средината, значи тоа малку е драчливо што викаме, а ние иако има различна висина, но тоа ти кој ќе знаеш да ги наместиш кој каде да игра, кој да биде прв, кој да биде последен, и тоа се гледа како да се еднакви сите поголеми. Да. Играорецот знае да застане на тапонот. Како го ја издржува тапонот таа тежина? Тоа ми интересира, да ти кажем отворено. Па практиката овде во нашиот крај го нема тоа, дека играорец треба да застане на тапонот. Тоа е малку од западниот дел на Република Македонија, посебно. Не е својствен за источниот? Не, никако не е. Кај нив тоа е во тешкото оро, што е од Западна Македонија, од Галички регионот, и од кај нас пак ќе повторам не е, ама тоа е самиот играорец, тежината не ја дава целата на тапанот, и тапанот, изработката на тапанот е неле округлеста и таа тежина се издржува. Тоа не, само мислам тоа за нашиот крај не е специфично и ние тоа не го практикуваме. Да. Почитувани гледачи, време за убава македонска народна песна, да се вратиме во младоста. Останувате со нас. Sa
Černalena češmata, Janske zrela veganka, neka se lupi tako mi i cela tvoja rodbina, gdje dojde vreme povika, zajedno solim da žive. Gospodine Mitkovski, neodamna, potočno 2015 ili 16 godina, nema drža zbor, se održa во Свети Николе најдоброто од Истокот. Вие таму добивте награда. Тоа го организираше Сдруженијето на новинари. Мала приказна за тој дел од Свети Николе? Па, да ви кажам искрено, не очекував така, бидејќи ти да добиеш награда за културата од Истокот, за 2015 година беше наградата, беше за нас тоа, ако ни јавија дека ние сме добитници на таа награда, беше едно пријатно изненадување. Зошто викам не очекуваме, бидејќи во културата не е само фолклорот. Во културата и театри, и драмски групи, хорови, балет, не знам уште што не, музеи, театри. И ние кога добиме наградата Недоброто од Истокот за култура, тоа беше за нас голема чест и задоволство и бешме навистина почестени. И искрено да ви кажам, таа награда, таа плакета ни стои на посебно место во ансамбл, бидејќи не е за настап. Ако се настапува, значи се гледаме се. А ова е дадено, значи нешто најдоброто од Истокот во областа на културата. И тука, значи, за таа година ние, тоа е гледано и неколку години назад, не е само за една година, а мете за 2015 да добиеш наградата Најдоброто од Истокот во областа на културата, ни беше голем предизвик и уште, да кажам, голема обврска, за да продолжиме понатаму да бидеме стварно најдобри на Истокот. Да. Пресно е враќањето од Италија. Имавте некој концертен дел, целовечерна програма или учествувате со повише групи од Италија? Ние беме во Бергамо, тоа е Бергамо, да? Тоа е беше светски конгрес на Светската организација за фолклор, народна традиција, култура и фестивали, ИОФ. Тоа е под капата на УНЕСКО и таму тоа не беше фестивал, него тоа е светски конгрес, каде што од Македонија, и тоа да кажеме дека од Македонија бевме изберени само 20 представници да одиме на тој светски конгрес. Имавте музичка програма, нели? Не, тоа не е, тоа е конгрес на каде што се избираат тела. Разговорен дел, добро? Да, тела се избираат, ја представуваш својата држава. Добро. Од цел свет, значи ние од Македонија бееме, значи Китка и Стиванско Здравжива представници на овој светски конгрес и таму јас имав презентирање на традицијата на македонската традиција и култура. Посебен дел ми дадоа и навистина беше тоа ќе биде публицирано во билтен и ќе го имаме и ние како. И едно моје лично прашање, има ли континент дека не стапнала китка? Има. Во Австралија не сме биле никако. Желба ли ви е тоа? Баш желба. Желбите треба да бидат, ама прилагодени со условите. Да, и условите. И инако во Америка не сме биле во живо, како да но во документарни филмови за китки учествувале, значи ние како само сме учествували таму, а значи Австралија не сме биле никако. Со Господ напред се надеме дека и таму ќе бидеме. Тоа зависи претежно од македонската што се македонците кои што живеат и работат таму. На нивно барање или на ваша желба да ја пратите покана? Па, оние ако не побарат, ние возвратно не знаат нас како ансамбл. Да. И еве сме биле за македонците, патем да кажам дека во Италија не канеле, сме биле за нашите македонци, сме имале концерти во Германија, во Минхен сме биле, исто во Хановер, во Германија сме биле, во Франција сме биле за македонците, сме имале настапи. И секој сме стоиме на отворен соработка. Од мојот вечерашен гостин Стојко Митковски, убав разговор, а се разбира, очекувате и убава песна. Да ја прослушаме.
kako toplina, lična je i količna, oca volila. Pravima, ovo i beliste, polno devojče od Makedonče. Nema, neke se rodi, polno devojče od Makedonče. Господине Митковски, баш ми е драго, твојот дух не мирува. Покори сите они обврски за китка, фолклорот и така натаму, како председател, како кореограф, сето тоа е обврска, огромна задача. Но, многото време и да се искажете нешто она што ви е во животниот пат меѓу две корици. Да го кажеме, ова што е пред нас. Целиот репертуар што го има китка, сите ора, песни, обичаи, сето тоа мора теренски да се запише, да се открие. Јас сум одел по планинските села, пресека Безиково, низ Истибањка, стари луѓе. Тоа сето сум го запишувал. Си го истражувал, да? Сум го истражувал. Кој обичај, имам преку 20 обичаи, наради со пагански елементи, со христијански елементи. И секој обичај со која песна може биде поврзан и со кој ора, со кои танци. Бидејќи на сцената гледач сака да гледа една приказна, да има почеток и крај. Не може да излезеш само да рипаш и ајде си заврши работа, аплаузите. Значи и секој настап треба да и умеѓу време тоа теренско работење. Ми испадна книгата Сон Солнила Ангелина. Тоа е една интересна книга која што е објавена уште 2001 година. Тоа се народни верувања и толкување на соновите. Значи друго е она што кажуваат она како да го кажеме на друг начин, но ова народот сонуваш тоа, сонуваш што кажува, значи тоа е од народни толкувања и верувања, не само за сон, туку има верувања, ако ти падне вилушка, ако ти падне ножа, ако се скрши нешто, тоа значи сето нешто мора да има позадина околу тоа, сето тоа објаснуваш. И доста интересни работи, доста веќе сакаме оваа година да обновиме оваа книга, повторно да преиздадеме и се надам дека ќе смогнеме средства за да може да ја направиме. А втората книга што за мене е на големо гордост да остане за идните генерации и за мојот труд, тоа е книгата на Пирине до два снега. Насловот е една песна од Пиринска Македонија. Тоа јас сега мислам во тоа време одев под друго име во Пиринска Македонија како средношколец. И по селата Пирински, во Разлог, околината, сите тие села запишував народни песни, обичаи, верувања од Пиринскиот крај. И книгата е вредност и богатството на таа книга со тоа што е напишана на пирински дијалект. Многу оригинален, многу архаичен, многу убав. И искрен да бидам, за мене, јас сум инако лингвист и македонист и книжевник, пиринскиот говор ми е највака пријатен, што го почитувам, и затоа со таа цел и книгата ја напишав точно на пирински дијалект, и ете таа книга е многу вредна и да остане за идните генерации поколенија. Секој е чест за овие твои изданија, да се множат изданијата, а инаку се врзуваш со белиот терор за егејскиот дел од Македонија, за народот што страдал, да речеме, по Втората светска војна и пред тоа. Секој час. Па да, тоа е да остане нешто. Бидејќи во тоа време таму да се спомнеше Македонија или македонско, значи немаше шанси, но тоа јас во тетрадки и сето тоа остана. Кога стана Македонија како независна држава, тогаш виде белото видео што вика оваа книга, ово. И во тој дел да се множе творештвото, но јас би порачал и би те советувал да го прифатиш тоа и една монографија за твоето фолклорно, не само твоето, него уопште на фолклорниот ансамбл Китка. Да се стави меѓу две коалиции. За нашите идни генерации. На секој јубилеј, 30-40 години, сакавме да направиме така, ама викаме, ајде нека биде, кога биде јубилеј од 50 години на Китка,
за тогаш да смогнеме сили и да направиме една таква убава монографија. За да вреди и да биде за идните генерации, да остане нешто. Следува септември, а следуваат односно истибанските здравожива, што вие секогаш во година не ги испуштате. Дали е сето тоа спремно во режија или се уште сте во припрема? Па најнапред би сакал да кажам идејата за тоа е меѓународен фестивал на фолклорот и традицијата во Македонија и на балканските простори. Во 1985 година, кога веќе Китка постоеше 10 години и бевме на голем меѓународен фестивал во Закопане во Полска, по Татранска есен, која што е, ние тогаш бевме како југословенски ансамбл, но таму се кажуваше од Истибања, Општина Виница, Социјалистичка република Македонија, Социјалистичка федеративна република Југославија на сите настапи. И тогаш кога освоиме главната награда на Јанушикова златна секирка, луѓето вика, вие прво треба да бидете горди, затоа што овде вие представите 6 држави. Тогаш не можеше од сите републики да се оди на. Значи Југославија представуваш и една група од 6 републики. И за тоа ни беше уште поголем пот и така си рековме зашто ние нешто да направиме, бидејќи во Македонија, Источна Македонија имаше тогаш многу фолклорни ансамбли, што негуваа фолклор, а во Македонија имаше тогаш беа познати Балкански фестивал во Охрид и Илиниски ден во Битола, како и фестивал за инструменти и песни во Долнени Марко Цепенков. Прилепско, да? Да, сега е Петстанарски по идеологот на фестивалот. И најнапред направивме еден ден само, тогаш и Македонка, што знам, се сеќавам, настапи, голем ентузијазам, тогаш културно-просветна заедница на Општина Виница се ангажираше, Општината Виница. До година направиме уште на 2 дена, на 3 дена, одмah поканивме групи од цела Македонија, па од балканските простори и веќе од 4-5 година стана голем меѓународен фестивал што ќе трае една недела и потоа према критериумите и стандардите кои ги има еден фестивал, ние бевме примени во светски организации на ИУФ и на ЦИОФ, тие се под УНЕСКО, под капата на УНЕСКО и нема материјалното фолклорно богатство во прашање, да? Да, и еве со ова година ќе биде по 32 пат во месец септември, традиционално средината на септември трае една недела и имаме голем интерес за фолклорни ансамбли кои што сакаат да земат учество, но сепак ние правиме една селекција, квалитет да биде и ансамбли кои што не биле интересни земји од каде што не дошле, а акцентот го даваме и на македонските ансамбли од сите региони на Република Македонија за и странските учесници да видат со богатството на нашиот македонски фолклор. Патем да кажеме дека отварањето е во Истибања, со големо дефиле низ Истибања, а затварањето е во Виница на плошот Ангел Винички, а меѓувреме преку фолклорни караван правиме во соседните општини кои што се кај нас во близината. Секоја вечер имаме, првата вечер е македонска национална вечер, а другите вечери имаме по 2-3 земји кои што ја презентираат народната култура на нивните земји. Секој час баш ме е драго, јас ќе се потрудам заедно со екипата уметничка на телевизија Ирис да го сето тоа проследиме. Рековте по 32 пат, да ви се множат овие средби истибански и така натаму, што значи гордост од фолклорното богатство на источниот дел од Македонија. Станико, и јас ви благодарам за поканата. Секој е чест. Поздрав баш за ми е драго гледачите што бевме во друштво на телевизија Ирис Да. и да се гледаме за убави работи. за убави работи. Ви благодарам да ви се множат музичките години и да ви се множат твоите авторски дела, особено внимание да посветете на монографијата за фолклорниот ансамбл Китка. Почнуваме гледачи, тоа беше се што ви подготвивме, се надевам задоволни. Понатаму продолжуваме со програмите на телевизија Ирис, останете со нас.